Денеска православната црква ги празнува преподобниот Герасим, светите маченици Павле и Јулијанија и светиот Јаков Постник. Преподобниот Герасим. Овој познат светител најпрво се учел на подвижништво во египетската Тиваида. Тогаш преминал на Јордан и таму основал манастир во кој имало околу 70 монаси и кој ден денешен постои. Тој донел посебен устав за својот манастир според кој монасите 5 дена поминувале во своите келии плетејќи кошници и рогозини. Не смееле никогаш да палат оган по келиите. 5 дена јаделе само по малку суфлеб и урми. Монасите морале да ги држат своите келии отворени и кога би излегле од нив можеле ако сакаат и што сакаат да земат. Во сабота и недела се собирале во манастирската црква. Имале заедничка трпеза со вариво и со малку вино во слава на Бога. Тогаш секој монах би го донесувал и ставал пред нозете на игуменот она што го изработил во изминатите 5 дена. Секој монах имал само една мантија. Светиот Герасим им бил пример на сите. Во чесниот пост не јадел ништо освен што се причестувал. Еднаш видел лавка и рика од болка, оти имал трн во ногата. Светиот Герасим му пришол, се прекрстил и му го извадил на зверот трнот од ногата. Лавот се укротил, дошол во манастирот и тука останал до смртта на старецот, а кога старецот умрел и лавот овенал од болката по него. Бил на 4-тиот Вселенски собор во Халкидон, во времето на Маркијан и Пулхерија, па иако и тој најпрво навалувал кон монофизитската ерес на Евтихи Диоскор, на соборот бил голем поборник на православието. Светиот Евтимиј го одвратил од ереста. Од Герасимовите ученици најславен беше светиот Кираик Отшелник. Светиот Герасим се упокоил во 475-тата и преминал во вечната радост на својот Господ. Спаси ни, Сине Божи, воскреси Edinoro
Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертью смерть поправи. Един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светите маченици Павле и Јулијана, брат и сестра од Птоломаида Финикиска, биле страшно мачени за Христа од царот Аврелијан и најпосле исечени. При нивните мачења многу чуда се покажале. Видувајќи ги нив, мнозина нежнабожци се обратиле во верата, та некои од нив били исечени во 273 година и примиле венци. Светиот Јаков Постник живеел во 6 век. Толку се усовршил во богоугоден живот што ги лекувал со молитва и најтешко болните. Но непријателот на родот човечки наведувал на него силни искушенија. Така еднаш била испратена при него развратна жена од некои шегаџии. Се преправала пред него и плачела за да го наведе на грев. Видувајќи дека ќе падне во грев, Јаков ја ставил својата лева рака во огнот и ја држал дотогаш додека сета не се испекла. Видувајќи го тоа, жената се исполнила со страв и со ужас, се покајала и го поправила својот живот. Но во друга прилика, тој не му одолеал на искушението, туку паднал со една девојка која нејзините родители ја довеле при него како налудничава да ја исцели од лудило. Тој навистина ја исцелил, но потоа сгрешил со неа. Да би го скрил гревот, ја убил и ја фрлил в река. Како и обично, од блудот до убиството не е далеку. 10 години потоа Јаков поминал како покајник живејќи во еден гроб. Познал дека Бог му опростил по тоа што еднаш на некова молитва заврнал дожд за време на голема суша од која страдале и луѓето и стоката. Еве пример сличен на Давидовиот, како е опак лошиот демон. Како по Божјо допуштение може да ги собори најголемите духовни коростаси и како пак на искрените покајници Бог по милосрдието им ги опростува и најтешките гревови и не ги казнува кога тие самите себеси ќе се казнат.